Исплатена една плата на комуналните работници во Берово, а седница на Беровскиот совет на која ќе се донесе одлука за субвенционирање на јавното комунално предпријатие услуга од ребалансот на буџетот на општината ќе се одржи најдоцна до понеделник. Ова денеска го изјави претседателот на Беровскиот совет откако до него испратено барање од градоначалникот за нова седница на советот со точка на дневниот ред ребаланс на буџетот во износ од 3 милиони денари. Бидејќи се работи за загрозување на здравјето на луѓето во општина Берово, јас ќе закажам хитна седница за која ќе расправаме и со која ќе донесеме одлука за да донесеме средства да им дадеме на јавното комунално предпријатие да земат плата и да го прекинат штрајкот. Оваа нова ситуација внесува надежка и штрајкувачите дека нивната борба за работничките права успеа. Цврсто убедување од директорот добивме дека до крајот на месецот ќе ни бидат исплатени двете плати, денеска е пуштена едната плата. До крајот на месецот и втората плата и негде до средината на мај месец ќе се пушти и третата плата, со што би добили и здравствено осигурување, што е најголем проблем на вработените. 80-тината комунални работници штрајкуваат за плати 12 дена, а нивниот проблем стана видлив откако Берово се наполни со ѓубре. Одлучивме да покажеме ние добра волја. Не е се уште дефинитивен став, тоа ќе биде утре донесено во 7 часот, да штрајкот го ставиме во мирување. Можам да кажам дека немаше никаков политички притисок од никаде, чисто ние ги бараме работничките права. Инаку во текот на вчерашниот ден и до советот, до комуналното предпријатие, но и до работниците, градоначалникот испратил допис во кој потенцира дека општината ќе ангажира друг субјект за извршување на комуналните услуги. Работниците овој допис не сакаа да го коментираат. Не се плашиме од никој, таман работа. Како го коментирате така? Не коментирам ништо. Но затоа пак според Матеничарски ова е закана за штрајкувачите кои уредно го пријавиле штрајкот. Тоа писмо заканувачки ги обврзува да работат иако се во штрајк. Значи тука и напоменува дека ќе најде друга фирма која ќе ги реализира договорите склучени меѓу општина Берово и јавното комунално предпријатие. Инаку денеска беровските комуналци започна со чистење на контејнерите по градот, но се поизвестната одлука за ставање на штрајкот во мирување е условена. Штрајкот ќе мирува се додека надлежните се придржуваат на договорот за исплата на платите.